Кандидатите од француската левица или социјалистите го одржуваат првиот круг на прелиминарни внатрепартиски избори за председател. Гласачките места се отворени од утринава, а граѓаните можат да бираат меѓу 6 мажи и една жена. Според излезните анкети, најголеми шанси за победа има поранешниот премиер на Франција Мануел Валс, за чија политика експертите велат дека е помалку левичарски настроена од останатите кандидати поради неговите пробизнис ставови. Сепак во неколку обраќања пред јавноста, Валс истакна дека цврсто стои зад левичарската идеологија. Не сум овде за да докажувам кој е полевичарски настроен, кој е подаражлив или помодерен. Јас верувам во левицата затоа што сум револтиран од нееднаквоста, сиромаштијата и бедата во мојата земја. Според податоците, најголеми ривали на Валс се Арно Монтебург и Бенуа Емон. Монтебург, кој е поранешен министер за економија, во текот на својата кампања истакна дека ќе зголеми вработеноста во земјата. Мораме да ја подигнеме индустријата. Веќе 10 години е уништена од кризата. Затоа ова е мојата стратегија. Освен Валс, Монтебург и Емон, на гласачките ливчиња стојат уште 4 имиња. Жан-Лук Бенаме, член на францускиот парламент, Силвија Пенел, член на францускиот парламент и единствена жена на гласачките ливчиња, Вансан Пеон, универзитетски професор и Франсуа Даружи, член на францускиот парламент. Кандидатот кој ќе биде одбран да ја представува француската левица ќе се соочи со Франсуа Фион и Марин Ле Пен во предстојните председателски избори закажани за пролет годинава.